подземно царство старо илјадници години. Овие необични шумски плодови, кои ги има и на многу места низ Македонија, во своите песни ги опевале староримските поети Хорација и Тацит. Во вечните драми ги сместил и величествениот Шекспир. Од времето на пештерскиот човек, па се до денес, царството на габите си ја испишува својата историја. Ги споменувал и Аристотел, а 500 години по неговото време, римскиот истражувач Плиније Постариот, во 50-тите години од новата ера, ја направил првата класификација на отровни и на неотровни габи. За време на Ренесансата, на габите им се посветувало големо внимание. Тоа бил период кога се случиле и многу труења. Трагичната смрт на папата Клемент VII во 1533 година и на францускиот крал Шарл VI во 1422 биле забележани како несреќен случај при исхрана со печурки. Габите представуваат посебно и независно царство на живи организми. Според официјалната статистика, во светот постојат повеќе од 70.000 видови. Се претпоставува дека на тлото на Република Македонија би можело да има најмалку 4.000 видови. Во вкусот на печурките уживале многу римски владетели, а во чест на императорот Цезар, еден од видовите е наречен цезарска аманита. Според многумина познавачи, вистинска кралица меѓу јадливите габи. Но ако таа е кралицата, тогаш епитетот крал сигурно го заслужува величествениот вргањ. Го има и во Македонија. Тој буди најмногу интерес кај љубителите и собирачите на печурки. Има карактеристичен вкус, извонреден квалитет и голема хранливост. Расте во мешаните листопадни шуми, а некои видови од неговиот род се јавуваат и во иглолисните. Се забележува поединечно или во групи. Плодното тело на овој вид се состои од шапка и од рачка. На долната страна од шапката е распоредено плодното ткиво, наречено хименофор, составен од густо збиени цевчиња. Достигнуваат должина од 8 до 30 мм и наредени едно крај друго формираат сунѓересто ткиво кое лесно се одвојува од останатиот дел на плодното тело. Во текот на растот, цевчињата ја менуваат бојата. Тие се прво бели, потоа жолти и на крајот стануваат зелени. Вргањот е габа со типот на плодно тело печурка, што значи дека се карактеризира со дршка и шапка или чадорче. За него е карактеристично тоа што на дршката кај некои видови на вргање може да има мрежичка или пак како гранули или точкички, додека пак долниот слој на шапката или чадурчето на кој што се наоѓа, во кој што се наоѓаат спорите, тоа е типот на порест химениум, односно порест плоден слој или цевчест, велиме. Кој има во ова е летен вргањ, Boletus estivalis или Boletus reticulatus се вика, или уште мрежасто ног вргањ, бидејќи има мрежичка на дршката.
Кај вргањите шапката има пречник од 5 до 30 сантиметри, но некогаш е поголема. Незината површина е светкава и малку леплива. По боја може да биде од светло кафеава, портокалово црвена или розеникава, па се до костенлива. Рачката на вргањот е висока од 5 до 20, а широка од 2 до 7 сантиметри. Личи на светло кафеаво буренце обложено со белузлава мрежа. Месото е цврсто, а подоцна станува помеко. По боја е бело. Има пријатен мирис и типичен вкус. Сезоната на вргањот е од почетокот на јуни до крајот на јули и од септември па се до крајот на октомври. Растат во листопадни шуми, особено во дабови или букови шуми, додека пак има исто така и вргања кои што растат и во иглулесни шуми. Например, во борови. Па вргањите, како и останатите печурки, најголемиот дел од габите, се развиваат во есен, меѓутоа исто така и во летниот период, во рано лето, крајот на мај или почетокот на јуни, а може да го има во текот на целото лето, во зависност од тоа дали се поволни условите, например, доколку има врнежи, тогаш може да се јавува и во летото. Кога се сушни летото, тогаш не се јавуваат обично печурките, поретко ги има. Во Европа се познати околу 20 до 30 видови на вргањи. Кај нас има најголем дел од нив, а најпознати се мрежестоногиот, црниот, летниот и боровиот вргањ. Наведените видови се мошне пријатно ароматизирани и вкусни за јадење. Но во родот на вргањите има и неколку отровни представници. За разлика од јадливите видови, нивните отровни браќа на пресек секогаш ја менуваат бојата, односно помодруваат. Тоа е еден од знаците што може да покаже дали примерокот што сте го собрале би можел да е отровен вргањ. Тоа што некои видови помодруваат, тоа важи само за вргањи, тие менуваат бојата и тоа е една реакција на оксидација само. Значи воопшто нема никакви допирни точки со отровноста на видот. Меѓутоа од тие над 20 видови на вргањи кои се во Македонија, 2 вида се токсични и тие помодруваат. Така да тоа е многу добра индикација за лаици, тие што не помодруваат сите се јадат, нема токсични, а од тие што помодруваат некои може да бидат и токсични. Определувањето на отровноста на печурките според менувањето на бојата при пресек важи исклучиво за вргањите и за ниту еден друг вид. Во прилог на тоа е и фактот дека една од најсмртоносните печурки на светот, зелената пупавка, што расте и во Македонија, на пресек воопшто не ја менува бојата. Вегетативното тело на габите се нарекува мицелиум. Тоа содржи голем број тенки нишковидни клетки, наречени хифи. Се наоѓаат во почвата и тешко се забележуваат. Од него, при поволни услови, се развиваат плодни тела различни по боја, форма и структура. Она што всушност го гледаме кога шетаме низ шумите, се плодните тела на габите. Нивната биолошка улога е да овозможуваат размножување и опстанок на видот.
Процесот се извршува со помош на спори, кои се создаваат во внатрешноста на плодните тела. Спорите, како и семките кај растенијата, имаат улога во процесот на распространување и репродукција на видот. Габите што имаат плодни тела во форма на печурки формираат спори на внатрешната страна од чадорчето, во плодниот слој наречен хименофор. Тој може да содржи ливчиња, цевчиња или да е со рамна површина. Откако ќе созреат, ситните честички со генетски материјал отпаѓаат од подлогата и му се предаваат на ветрот. Судбината на секое од овие зрнца е различна. Едни ќе слетаат на карпа, други ќе завршат во брзите планински потоци, а некои ќе имаат среќа да се вгнездат во шумскиот хумус. Притаени и заштитени од пресушување, таму ги чекаат сончевите зраци и пролетните температури. Тогаш почнуваат да ртат и ги пуштаат хифите, кои ќе го создадат подземното тело на новата габа. Плодните тела на вргањот имаат голема хранлива вредност. Тие содржат висока концентрација на фосфор, есенцијални аминокиселини и различни минерали. Според нивната хранлива вредност, тие се поставени помеѓу месото и зеленчукот. Сепак, познавачите објаснуваат дека печурките не се воопшто лесна храна за јадење. Габите генерално се тешка храна за јадење. И имаме различни реакции. Некои луѓе, многу поинтензивно реагираат на па и нешто друго да јадат. Тоа се должи на карактеристичниот состав на нивното ткиво. Поточно клеточниот ѕид на клетките, наместо целулоза, како што е случајот со останатите плодови, има хитин, полисахарид кој има многу пониска сварливост од целулозата. Печурките, како и останатиот дел од габите, се хетеротрофни организми. Тоа значи дека, за разлика од растенијата, тие се прехрануваат од распадната органска материја. Според начинот на живење, печурките може да бидат сапротрофни, паразити или да живеат во симбиоза со други организми. Сапрофитните печурки действуваат како рециклирачи на мртвите органски материи и овозможуваат циркулирање на материјата во природата. Животот на земјата би бил невозможен без овој процес. Паразитите се хранат со други живи организми и вообичаено предизвикуваат оштетување кај домаќинот. Печурките од третата група формираат специфичен и заемно полезен однос со растенијата, наречен симбиоза. Мощневажен процес во кој едниот организам ослободува метаболити корисни за другиот организам, при што заеднички си го помагаат развојот. Бербата на вргањот започнува со доаѓањето на летото. Најдобро е плодовите да се собираат во корпа, а се употребува свеж или сушен. Потполно здравите и добро исчистени печурки се сметаат како печурки од прва класа. Плодното тело на вргањот содржи од 90 до 95% вода. Со процесот на сушење, количеството на вода се намалува на околу 12%. Печурките се сметаат за суви кога ќе може лесно да се скршат. Ако не се доволно суви, габите лесно се расипуваат. Подготовката за сушење на овој вид габа е следна.
Печурките најпрвин добро се чистат и се отстрануваат оштетените делови. Потоа се сечат на парчиња со широчина од околу 5 мм. Парчињата се ставаат на соодветна површина, по можност на перфорирана подлога, за да се овозможи струење на воздухот. Потоа се изложуваат на сонце, се додека не заврши процесот на сушење. Ако печурките не се исушат во текот на еден ден, треба да се внесат внатре или да се покријат преку ноќта, за да бидат заштитени од утринската роса. Сувите печурки се ставаат во стаклени тегли кои треба добро да се затворат. Од 1 килограм свежи печурки може да се добијат околу 110 до 120 грама суви. Овој вид може да се конзервира во саламура, а добро го поднесува и замрзнувањето. Во домашни услови вргањите се замрзнуваат исто како и останатата храна. Вргањот не содржи скроп и сахароза, па посебно се препорачува за исхрана на лица болни од шеќерна болест. Во научно-истражувачката дејност, собирањето на габите се врши на сличен начин. Единствената разлика е што тогаш печурките наместо во тенџере завршуваат под микроскоп. Ние собираме гави од цела Македонија, од секаде. Нас не интересира, значи, сите видови. Не само тоа дали некои видови се јадат или се отровни, туку се што има сакаме да регистрираме. Процесот на регистрација опфаќа внимателно определување на видот и негово педантно подредување во големата база на податоци. Целиот процес се одвива во неколку чекори. Се одредуваат видовите, се запишува, значи, нивното латинско име и потоа се ставаат да се сушат. Неколку дена се сушат, значи додека не се исушат комплетно, да нема влага воопшто, потоа се пакуваат во пластични кесички кои што се вакуумски затворени и потоа во хартиени кесички на кои се отпечатани сите податоци. Потоа се ставаат во замрзнувач некаде 10 до 15 дена или 2 до 3 недели на минус 20 или минус 30 степени и потоа се распоредуваат во збирката. А кога се споменува збирката, вредно да се напомене е фактот што Република Македонија ја поседува единствената збирка на габи на Балканот. Оваа колекција, рековме дека е единствената колекција на Балканот. Датира, собирањето на габите датираат уште од некако околу 30-тите години. Тоа е колекционерот и ботаничар Линтнер. Останатиот дел од истражувањата во Република Македонија покрај Линтнер, значи се вршени од професорката Милица Тортич, Загреб. Нејзините примероци, значи, датираат од 30-тите па до 80-тите, за да на крајот, значи, почнеме да функционираме веќе како една оформена лабораторија, во која што примероците се од професорот Митко Караделев и асистентката Катерина Русевска. Македонија е вистински елдорадо за габи. Тлото на Македонија длабоко во себе ја чува магијата за разновидност на видовите. Инаку Македонија има многу ретки видови на габи, бидејќи има специфична вегетација,
Ние доста работевме на видови кои се врзани со молика, например, или со македонски дап, или со дива фоја, така да најдовме доста интересни и ретки видови. Тимот од миколошкото оделение постојано е на терен, во обид да го пронајде и да го овековечи и последниот вид од богатата миколошка палета на Македонија. Па ние во миколошката лабораторија имаме регистрирано околу 2500 видови. Значи, очекувани видови во Македонија се околу 4000 видови печурки. А габи, генерално, се очекува да ги има околу 10.000 видови. Ние до сега имаме, значи, нешто повеќе од половина регистрирано. И се уште интензивно работиме на тоа. Воедно можам да кажам дека оваа колекција би била многу побогата, доколку значи има тим, поголем тим, кој што ќе ги врши сите овие работи, значи колекционирање, собирање, етикетирање, внесување на во датабаза податоци и на крајот сместување во самата збирка. Во Република Македонија, собирањето на габи има голема традиција. Но во последниве години значително е интензивирано како од рекреативен, така и од комерцијален карактер. Последиците од таквата интензивна експлоатација се почести. И веќе е вклучен алармот за голема загрозеност на одредени видови. Високо на листата, меѓу неколкуте видови, чии представници се пред сериозна загрозеност, се наоѓа и вргањот. Најголема закана за неговиот опстанок се деградацијата и уништувањето на почвата, загадувањето на животната средина, како и несоодветното собирање и уништувањето на плодните тела. Научниците постојано апелираат во процесот на собирање од природата да се почитуваат неколку важни правила, за да се заштитат загрозените видови. Плодното тело не смее да се корне, бидејќи со неговото корнење се уништува мицелиумот. Научниците не препорачуваат ниту плодното тело да се сече со нож во долниот дел од стебленцето. Објаснуваат дека на тој начин би можело да им се овозможи влез на паразитите кои го напаѓаат мицелиумот. Ризикот за таков епилог е уште поголем ако сечилото е контаминирано со спори од некои паразитски видови, кои претходно сме ги допреле со ножот. Најдобар начин на собирање е со лесно свртување. И после да се извади плодното тело и најдобро е тоа остатокот да се покрие со земја. Не се препорачува собирање со нож, оштетување на плодното тело, бидејќи од тоа место може да започне гниење, може да се инфицира со некои инсекти или со некоја мувла, некоја друга габа и да започне гниење кое што ќе навлезе во мицелиумот. И на тој начин постои опасност да се уништи видот. Биолозите апелираат старите, црвливи и гнили печурки да не се собираат, ниту да се продаваат, бидејќи тие лесно се расипуваат. Не се препорачува собирање, газење или уништување непознат или отровен вид печурка, бидејќи со тоа се прекинува нивниот животен циклус, а тие се важна компонента на екосистемот. На местото на собирање треба да се остават најмалку 20% недопрени печурки. Собирањето габи како хоби е вистински раскош за влюбениците во природата. Сепак, не треба да се изостави фактот
дека секоја година се случуваат тешки труења со трагичен крај. Заради тоа, ако сакате да тргнете во шумска авантура во обид да пронајдете вкусен вргањ, немојте да го јадете додека неговата исправност не ја потврди искусен познавач или стручно лице.